Добро вечер во емисијата 360 степени налса. Да, сите очи вечерва се вперени кон собранието. Целодневната неизвестност во парламентот продолжува во целовечерна неизвестност за тоа дали ќе се соберат најмалку 80 гласа за да се одобри оваа прва фаза од пристапување кон измена на Уставот. Во ова издание на исклучување на нашите репортери од собранието и на самата седница, ако започне, како и преку анализа со гости во студиото, ќе се обидаме да бидеме во текст со најновите настани. За почеток предлагам да го вклучиме Владимир Мирчевски за да го прашаме што е најново од парламентот. Има ли изгледи за почеток на пленарното заседание, Владимир? Васко, информациите се дека последните информации што ги имам се дека во собранието, во собраниската сала се влезени пратениците на владеачкото мнозинство, односно на СДСМ и на ДУИ, меѓутоа дека недостасуваат пратениците на опозицијата. ВМРО, ДПМН се присутни во собранието, меѓутоа се уште не се влезени во салата. Во пленарната сала каде што треба да се одржува седницата, пред малку дојдоа и премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Инаку ти како што кажа, денеска целиот ден помина во закажување и откажување на оваа седница која што е прва фаза од пристапување кон измена на Уставот и барањето на дополнителните 8 пратеници плюс 72 на мнозинството кои што треба да се барат од опозицијскиот табор. Се шпекулираше со неколку имиња кои се тие пратеници, за кои станува збор, дали ќе успее воопшто мнозинството да ги обезбеди тие 8 гласа за да се почне фазата за пристапување кон промена на Уставот. Пред малку успеав да зборувам со висок функционер на владеачкото мнозинство и тој ми соопшти дека изгледите се дека имаат обезбедено 80 пратеници, меѓутоа дека сепак видат како ќе се одвива до крај работата. Не е исклучена можноста во текот на ноќта кога ќе почне седницата да се обрати премиерот Зоран Заев, меѓутоа сето тоа ќе зависи, како што ми рече функционерот, од однесувањето на пратениците на опозицијата. За сега се пријавени неколку пратеници од владеачкото мнозинство за да дискутираат, меѓутоа според информациите што ги имам, тие ќе најверојатно ќе се откажат од можноста да дебатираат за предлогот за пристапување кон измена на Уставот, меѓутоа се уште велам седницата не е почната, се чекаат пратениците на ВМРО ДПМН да влезат во седницата во салата, пленарната сала на собранието. Инаку атмосферата овде пред собранието е вообичаена како што и секоја вечер, со случај на тоа дека е забележливо зголемено полициско присуство, меѓутоа велам ситуацијата е апсолутно нормална и секојдневна. Да. Владимир, ти остануваш таму, благодарам за сега. Ние имаме комплетна репортерска екипа таму и други колеги се во собранието. Ќе очекуваме правовремени информации од вас. Се разбира, ако почне во меѓувреме пленарната седница и директно ќе се вклучиме во пленарната сала на парламентот. Благодарам за сега. Во студиото со нас вечерва Петар Арсовски, аналитичар, комуниколог. Добро вечер. Благодарам што сте со нас. Имер Селмани, исто така, поранешен вице-премиер, министер, пратеник, градоначалник и така натаму. Човек што ја познава политиката. Како ја доживувате оваа целодневна драма? Предпоставам и вие сте цело време на Собранискиот канал. Толку сериозна музика одамна немаме слушано. Толку балет не сум се изгледал одамна во дупла експозиција. Како и се, доаѓаме до некаква кулминација која во последните 5 минути треба нешто да разреши. Цело време ја држиме на висока тензија и така и помина овој ден во некаква висока тензична атмосфера која е рефлексија на длабоките поделби во основа во нашето општество, кои ќе видиме сега како ќе се прекашат. Јас сепак би рекол дека не сум веќе сум умерен оптимист, имајќи предвид дека очигледно е дека ВМРО ДПМН се раситнува по ова прашање. И прашање на време можеби е дали во овој момент се обезбедат 8 пратеника, можеби во понеделник и така натаму. Гледам дека владачкото мнозинство и стратегијата на владачкото мнозинство допрела некако до дел од пратениците, бидејќи ние веќе се разговараме дали имаат 80 или не, и најавите се тие од... Веројатно, ако мнозинството беше далеко од таа бројка, немаше да има оваа драма вечерва, така. Така што тоа е индикација во кој правец се движат работите, но знаете како, ништо не е готово додека не запее дебелата леди на крајот. На крај треба најмалку 80 да стиснат за оваа фаза да помине.
Господин Салмани, вие имавте шанса нешто од ова што денеска се случуваше, иако велам пленумот практично и не почна. На неколку пати се собираа пратениците во пленарната сала, но тој до овој момент не е почнат. Еве сега пак се собираат и се делумно собрани внатре, но се уште чекаме официјален почеток на продолжението на оваа седница. Очигледно сите ние сме, односно доживуваме еден драматичен момент како граѓани на државата. Институциите, мислам дека никош не биле во таква една ситуација во највисокиот дом, законодавниот, така поделени силите кои што инвестират премногу во иднината на државата, да ја биде државата онакава што ја посакуваме, развиена, демократски, економски, многу подобра него што сега сме, во големите семејства кои што се докажани дека многу подобра иднина им гарантират на своите граѓани и помеѓу силите кои што очигледно не знаат што со себе. Тоа е еден дел од ВМРО-ДПМН, не се сите од ВМРО, меѓутоа очигледно и тој дел кој што не се согласува со тој дел што ја кочи Македонија, значи тој дел што гледа наназад само во ретровизорот, делот на ВМРО-ДПМН, очигледно прави огромен притисок врз тие реформски сили кои што ја посакуваат Македонија во НАТО и Европската Унија. Не можеме другачие да го сватиме моментот каде што едноставно, за жал, можам да констатирам, не само јас, туку еден добар голем процент на граѓаните, дека овие денови сме сведоци дека интересите на поединците во највисоките структури на ВМРО-ДПМН надвладеа над интересите на нивната партија, а да не зборам над интересите на државата колку. Така што очекувам дека сепак најголемите патриоти ќе бидат тие што вечерва, ако успеат сите минимум 80 да притиснат на зеленото копче и барем во овој момент да ја почнеме битката, она вистинската финална битка, да станеме вистинска држава, вечна држава, која што ќе биде меѓународно признаена и загрлена, прегрлена од семејствата како што се НАТО и Европската Унија. Петар, вие со едно толку дзиркате на преносите од парламентот, што се случува во овој момент? Се уште не се влезени пратениците на ВМРО-ДПМН, односно не беа влезени до пред 30 секунди во пленарната Добро, сала. може ова да биде добра шанса, бидејќи имаме програмска обврска, да отидеме на кратка пауза за реклами, па веднаш потоа се враќаме. Бидете на Алсат, бидете со 360 степени, ќе бидеме во текст со настаните во собранието, а сето она што таму ќе се случува ќе го анализираме со нашите гости. Кратка пауза и се враќаме. Ова е емисијата 360 степени на Алсат, вечерва во живо од студиото на Алсат. Со нас е Петар Арсовски, комуниколог, и Имер Селмани, поранешен вице-премиер. Паралелно со ова следиме и што се случува во парламентот и дали конечно ќе започне пленарната седница на која што би се гласало за предлог одлуката за пристапување кон измена на Уставот. Петар, вечерва видовме обвинувања од ВМРО-ДПМН, од генералниот секретар, за тоа дека дел од нивната пратеничка група прво е изложена на огромни притисоци од власта и второ дека им се нудени пари. Па споменуваше на еден пратеник 1 милион евра, на втор пратеник 2 милиони евра, на трет пратеник 250.000 евра, но интересно сега пред да влеземе во студиото, видов дека колегите од 24 вести фатиле дел од пратениците на ВМРО-ДПМН на излегување од Белата палата, па ги прашуваа дали сте можеби вие оние на кои што денес им се нудени пари, дали вам ви се нудени, дали вам. На сите одговорите им беа резолутни. Не, мене никој ништо такво не ми понудил. Те се рашити тоа во некаква правна процедура, дали им се нудени пари или не. Па гледам дека СДСМ најави кривична пријава против ВМРО-ДПМН за клевета и навреда. Интересно е да се види менито на пратениците и ценовникот, како информативно за општата јавност. Меѓутоа мислам дека ќе заврши на некакво ниво на шлагворд забава. Шегата на страна.
8 гласа како ќе се обезбедат? Се разбира дека на тие 8 гласа секогаш може да им се даде една политичка обланда. Па да речеме во образложението да се вели дека ова не е фазата на финални уставни измени. Ова е фазата во која што само почнуваме процес, во кој што допрва ќе се драфтуваат нацрт амандманите, па потоа ќе дојдат предлог амандманите, па во таа фаза пратениците ќе имаат право тие да поднесуваат амандмани на предлог амандманите. Веројатно ќе може да се каже дека се побарани некакви дополнителни гаранции на линија на она што го слушавме од дел од пратениците од ВМРО ДПМН. Канчевска Милевска имаше, да речеме, една впечатлива дебата во парламентот, па рече, ова зашто гласаме сега не е се уставни промени, туку гласаме да видиме дали нешто можеме да подобриме. Велам, може секогаш да и се даде политичка обланда на таа приказна, но ќе висат дилемите дали е така. Јас одлуката на оној дел од пратениците кои од ВМРО ДПМН би одлучиле да ги поддржат, да го поддржат договорот од Преспа и со тоа членството на Македонија во ЕУ и НАТО, ги гледам на два дела. Едниот е овој трансакцијски дел, условно речено, за кој зборуваме сега, и неговиот спин во јавноста како некаква политичка обланда, а вториот е малку одвоен од политички опортунитет. Јас мислам дека мора да разговарам малку и за тоа што тие пратеници суштински ќе направат за државата. Па на крајот, ако сакате, како што рече господин Салмани, и за својата партија. А сегашната елита во ВМРО ДПМН, врвното партиско раководство, е на најдобар пат да ја направи таа партија трајно политички лепрозна, не само во македонски рамки, туку пошироко и во рамки на ИПП и во рамки воопшто на меѓународната заедница. Така што мислам дека разговорот за тоа како ќе се обезбедат тие пратеници не може да заврши само на трансакцијска политика. Туку мора да се разговара за тоа дека тие имаат некаква должност кон државата, па ако сакате и кон својата партија, да го направат вистинското нешто, она кое мнозинството верува дека е вистинското нешто и најдоброто и за нив, да направат некаков нормален колосек за нивната партија, да станат нормална опозиција. Нив, на пример, им се заканува во моментот да влезат во трајна иредента. Да направат некаков нормален исчекор кон нормална политика, да направат нешто што за кое си поголемиот дел од државата верува дека е вистинскиот правец за државата и така натаму така. Едноставно се одвојат од она кое го нарекуваме во моментот и заробена партија, ако сакате. Ние зборувавме за заробена држава во претходниот период, сега можеме да разговараме за заробена партија од страна на ВМРО ДПМН. На страна политичката обланда треба да има некаков политички квалификатив, зашто разговараме. Таа трансакција треба да има некаков правен на крајот квалификатив, меѓутоа сепак мислам дека е тоа шлагворд на суштината. А суштината е дека тие пратеници треба во себе да бидат убедени дека она што го прават е попаметно за нив и за државата од она што го прави останатиот дел од нивната партија. Контрааргументот на ова е дека прво референдумот не успел и второ дека овие пратеници на ВМРО ДПМН се избрани врз основа на изборна програма во која што на таа и таа страница јасно пишува ВМРО ДПМН нема да се согласи со промена на уставот со цел промена на уставното име и дека тука почнува и завршува евентуалниот легитимитет на овие луѓе да стиснат за. Не, мислам дека ниту едниот аргумент, ниту вториот аргумент не држи, затоа што луѓето што излегува и гласа за. 90 и повеќе посто од луѓето што излегува гласа за промените, односно за прифаќање на договорот помеѓу Република Грција и Република Македонија. Не може ВМРО ДПМН да се повикува на моите комши кои што 20 години не живеат во Македонија и кои што не доаѓаат, впрочем, никогаш да гласат. Ниту на 1/3 на албанците не може да се повика, затоа што по ова математика и логика, тие се повикуваат на сите граѓани кои што не гласале историски во Македонија, а тие се преку 700-800 хиљади граѓани со право на глас кои што никогаш не гласат, затоа што не се тука. На таа карта ВМРО ДПМН прво не може да се повика. Втора работа, внимавајте, ВМРО ДПМН има еден голем багаж од 27 април. Дозволете ми, последните информации од парламентот се дека влегле осуммина од ВМРО ДПМН.
Веројатно набрзо ќе следува и вклучување директно во парламентот, но велам последната информација што ја добиваме дека влегле сумина. Ќе видиме веројатно наскоро дали е така. Значи, примете ја со резерва се разбира оваа информација бидејќи сме цело време на телефоните. Да, повелете. Сите сме под ајде да кажеме во еуфорија на исчекување. Да. Меѓутоа ВМРО ДПМН има еден голем товар, а тоа е дека неколку влијателни членови, пратеници и една голема група на функционери се имат обвинение тешко за терористичко загрозување на уставниот поредок на Република Македонија. Колеги, ми вела дека почнува седницата, ве молам веднаш штом почне да се вклучиме директно со седницата на Република Македонија. Еве, добро, можеме вака да останеме во квадратчиња, но штом почне веднаш ќе одиме во пленарната сала. Ве молам, одиме во собранието. Пратеникот Никола Поповски ме извести дека се е спречен да присуства на седницата. Прва точка. Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Продолжуваме со претресот по предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Процедурално Драган Данев. Не е на гласање преминат, така? Беше на десната страна процедурално или на левата сега, пошто на двете места беше пријавен. Затоа викам. Беше пријавен на десната страна, фактички на ова овде. Добро. Добро. Ви благодарам, господине Џафери. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Јас, господине Џафери, во мое лично име, во име на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата и во име на целата опозиција, поради значењето на овој навистина историски ден или историска ноќ и поради историскиот момент и за мојот македонски народ и за мојата држава Република Македонија и за граѓаните на Република Македонија, знаејќи дека ќе пристапиме кон делот на гласање во однос на отпочнување за да се отворат или да се отвори простор за уставните амандмани, поради или повикувајќи се на член 97, би замолил од ваша страна да овозможите гласањето да може да се врши и со поименично изјаснување на сите пратеници. Знаејќи дека во минатото, во голем број случаеви, електрониката затајувала, јас навистина би ве замолил да не се доведеме во една таква ситуација во овој момент или на ова гласање, битно за граѓаните на Република Македонија, за пратениците кои ќе гласаат, да ова гласање биде поименично. Ви благодарам. Заради јавноста, ово што го барате процедурално, знаете дека во постапка кога може да се исполни. Затоа преурането ви е бидејќи исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека претресот е завршен. Врз основа на член 131, став 1 од Уставот на Република Македонија, предлагам Собранието на Република Македонија да ја донесе следната одлука за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Прво, се пристапува кон измена на Уставот на Република Македонија. Точка 2. Ова одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во службен весник на Република Македонија. Одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Предлогот на одлуката го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 80 пратеници. За гласа 80.
воздржаи нема, против нема. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за пристапување ќе добиете процедурално, без оглед. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за пристапување кон измени на Уставот на Република Македонија. Повелете процедурално. Повелете. Добро, почитуван Џафери, ви напомнам, вие сте искусен и пратеник, дека може да дојде до одредени забуни при ова гласање. Затоа чекавме да заврши електронското гласање и согласно член 97 став 2, кој вели вака: поименично изјаснување може да се врши заради точно тврдување на резултатот од гласањето по барање на председателот на собранието или на еден пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку 10 пратеници, само ако предлогот за кој се гласа добил до 5 гласа повеќе или помалку од, потенцирам, потребниот број гласови за негово донесување. Барам поддршка од 10 пратеници и да биде гласањето поединечно. Прво јас да ви објаснам по однос на процедурата. Значи, потребни се 80 гласа. Добре. И ако веќе сакате поединечно, деловникот е тој. Нема никаков проблем. Не знам зашто. Океј. Поединечно изјаснување, генералниот секретар, списокот да си го чита на присутни пратеници и ќе си тргне. Океј, да седите си. Почекајте, нема никаков проблем. Службите да го подготват списокот на пратеници, вратите да се заклучат за влез и излез, да не може да се влезе, да се излезе, дори се врши поединечно изјаснување. Донесете го списокот. Ќе ве молам тишина, за да може да се слушаме. Владанка Авировиќ. За. Джевата Деми. За. Емилија Александрова. За. Ејуп Алими. За. Пен Арнаудов. За. Сашко Атанасов. За. Костадин Ацевски. За. Али Ахмети. За. Амди Бајрам. За. Далибор Богдановски. За. Теута Билјали. За. Павле Богоевски. За. Сашо Василевски. За. Диме Велковски. За. Трајко Велјановски. Против. Африм Гаши. За. Артан Груби. За. Никола Груевски. Против. Весна Дамчевска. Против. Драган Данев. Против. Благоја Деспотовски. Против. Емил Димитриев. Против. Трајче Димков. Против. Илија Димовски. Против. Љупчо Димовски. Против. Милена Георгиева. Милева Георгиева. За. Зоран Георгиевски. Против. Владимир Ѓорчев. Против. Мирсада Еминија Сани. За. Лилјана Златуровска. Против. Фадил Зендели. За. Мухамед Зекири. За. Борис Мејковски. Против. Енес Ибрахими. За. Самка Ибраимовски. За. Иван Иванов. Против.
Панче Иванов. За. Зоран Илиовски. Против. Реджаил Исмаили. За. Нојла Исмаиловска Старова. За. Мирослав Јовановиќ. За. Крсто Јовановски. Против. Дафина Јовановска Стојановска. Против. Снежана Калевска Ванчева. За. Алија Камберовски. За. Елизабета Канческа Милевска. За. Неџбедин Каремани. За. Ѓулимсер Касапи. За. Александар Кирацовски. За. Бетијане Китев. За. Тања Ковачева. За. Костадин Костадинов. За. Сашко Костов. За. Никица Корубин. За. Катерина Кузмановска. За. Лилјана Кузмановска. Против. Татјана Лалчевска. За. Жаклина Лазаревска. За. Мери Лазарова. За. Благица Ласовска. Против. Ане Лашковска. Против. Хари Локвенец. За. Магдалена Манаскова. Против. Бранко Маноиловски. За. Горан Маноиловски. Против. Ванховер Манчев. Против. Весел Мемеди. За. Реджаил Мемеди. Реджаил Мемеди, така е, запиши. Да. За. Стојан Миланов. Против. Горан Милевски. За. Антонио Милошевски. Против. Панчо Минов. Против. Сонја Мираковска. За. Горан Мисовски. За. Сладжана Митовска. Против. Јован Митревски. За. Никола Мицевски. Против. Маја Морачанин. За. Крсто Муковски. За. Агим Муртезанов. За. Ферит Мухич. За. Јулијана Николова. За. Илија Николовски. За. Весна Пемова. Против. Жаклина Пешевска. Против. Васил Пишев. Против. Лилјана Поповска. Лилјана Поповска. За. Никола Поповски. Отсутен. Тања Прентовиќ. За. Бетира Баджиевска Наумовска. За. Зекир Рамчиловиќ. За. Даниела Рангелова. Против. Сурија Рашити. За. Чедомир Саздовски. За. Зијадин Села. За. Анета Симевска Димовска. За. Кети Смилевска. За. Невенка Стаменковска. Против. Димитар Стевананџија. Против. Ирена Стефовска. За. Иван Стојковиќ. Иван Стојковиќ. Против. Мира Стојчевска. За. Мера Лузери Ферати. За. Јохан Тапчуловски. Против. Лидија Тасевска. За. Ристе Ташев. За. Мендух Тачи. За. Просина Ташевска-Ременска. За. Благојче Трпевски. За. Томислав Тунтев. За. Ивана Туфекџиќ. За. Шпреса Хадри. За. Јусуф Хасани. За. Нада Ципушева. Против. Драган Цуклев. Против. Павлинче Честоева. Против. Талат Џафери. За. Агим Шакири. За. Јагода Шахпаска. За. Славица Шуманска. За. Да. 30.
35, 60, 70, 80, 15, 39. Од изброените гласови поединечно се потврдува претходното гласање 80 за, 39 против. Констатирам дека Собранието ја донесе одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија со 80 гласа за, колку што било потребно со кворум од двотретинско мнозинство. Врз основа на член 196 став 4 од Договорот на Собранието на Република Македонија по повод донесувањето на одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, на Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок. Прво, подносителот на предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, владата на Република Македонија најдосна во рок од 15 дена да подготви и на Собранието да му достави текст на нацрт на амандмани на Уставот на Република Македонија, при што да ги има предвид изнесените предлози и забелешки дадени на седниците на Комисијата за уставни прашања на Собранието на Република Македонија. Второ, овој заклучок да се достави до владата на Република Македонија. Предложениот заклучок го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 75 пратеници, сите 75 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието на Република Македонија го усвои предложениот заклучок. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека 61-та седница на Собранието на Република Македонија е завршена. Почитувани гледачи, Собранието на Република Македонија со 80... Еве имавме шанса во живо во 360 степени да го проследиме гласањето, уште еднаш да повториме. 80 пратеници гласа да се пристапи кон измена на Уставот, што е сосема доволно за да се премине кон втората фаза. Веќе слушнавте дека владата доби 15 дена за да ги подготви нацрт амандманите и да ги достави повторно до Собранието. Во студиото и понатаму се Петар Арсовски и Имер Селмани. Ако добро бележевме, Владанка Авировиќ, една од трите пратеници на Социјалистичката партија, гласаше за, инаку дел од коалицијата на ВМРО ДПМН, Емилија Александрова, пратеничка на ВМРО ДПМН, тројца од петтемина пратеници обвинети за настаните од 27 април, и тоа Љубен Арнаудов, Сашо Василевски и Крсто Муковски, кој што патем денес беше ослободен од куќен притвор. Понатаму уште една пратеничка од ВМРО ДПМН, Нола Исмаиловска, поранешната министарка за култура Елизабета Канчевска-Милевска и Зечир Рамчиловиќ, кој што е од една партија на бошњаците, а е дел од пошироката коалиција на ВМРО ДПМН. Значи, ова се 8-те имиња кои што се придодадоа на 72-цата од мнозинството, плюс, условно кажано, албанската опозиција, за да се стигне до оваа бројка од 80 пратеници. Ова со фудбалски речник е статива гола. Арсовски. Па, кнап е мнозинството. Мислам дека баш 80 пратеника со вакво пребројување може да означуваат дека во наредниот период тоа мнозинство ќе се зголеми, бидејќи очигледно е дека ледот е скршен. Меѓутоа, секако е непријатна оваа тензија во која се носи вака важна одлука за иднината на државата и секако е непријатно што голем дел од опозицијата не само што не учествува, туку на нож ги дочекува овие промени. Многу ќе беше понормално да успеевме низ некаков нормален политички диалог. Дали е ова сепак сега олеснување, фаза во која што ќе следува, можеби сега ете, по првичните критики, напади и така натаму, сепак фаза на олеснување за овие осуммина? Секако, па видите, тие го прешле својот Рубикон.
партијата претпоставам дека ќе реагира со некаква нивна уточната дисциплинска постапка и потоа тие, ако се исклучени од партијата, не можат ни да бидат предмет на многу голем партиски притисок. Повеќе треба државата да се погрижи за нивната лична безбедност, евентуалните закани кон нив и нивните семејства за кои бевме сведоци во претходниот период. Меѓутоа, за нив рубиконот е преден и сега тоа мнозинство може само да се окрупнува. Тие издадоа некакво заедничко писмо, ќе се обидеме во текот на емисијата да видиме што точно пишува во него и дали на некаков начин е условено нивното понатамошно учество во двотретинското мнозинство кое што до крај треба да ја дотурка оваа процедура. Ваш првичен коментар, господин Селмани, за ова што го видовме? Очигледно, првата рунда од трите рунди е добиена од силите кои што сакат Македонија да ја однесат во НАТО и ЕУ и силите кои што сакат безбедна и сигурна Македонија и подобра економија. Без да навлеземе внатре во мотивите и намерите на поединците, секој има право да гласа според своето прво лично убедување и да завршам мислата од претходно дека внатре во ВМРО ДПМН ни оддалеку немојте да помислиме дека сите се построени зад Мицковски и дека Мицковски, кој што од само пред година дена е председател на ВМРО ДПМН, има тотална контрола врз структурите. Беше тешко, затоа што никогаш ние во изминатите 11-12 години не сме ја виделе ВМРО ДПМН да гласа одвоено. И мислам дека овие се храбри луѓе кои што се одважија и кои што ги поддржаа плюс 72 пратеници кои што од многу поодамна се изјаснија за уставните промени и го дадоа својот глас и ова треба се цени. Јас го ценам. Не знаеме како понатаму или дали е тоа условено или очигледно ние немаме информација за да кажеме дали тие како би се однесувале понатаму, меѓутоа првиот чекор го направија и мојата претпоставка и длабоко убедување, да не кажам, е дека бројката, наредните рунди на гласање се очекува да се зголеми, затоа што има уште неколку пратеници внатре во редовите на ВМРО ДПМН кои што никако не се согласуваат со идејата да Република Македонија биде заложник на сегашната врхушка на личните интереси на ВМРО и сакат Македонија да ја гледат малку поинаку. Еве ги 4 се условите, ако имам вистинската верзија на писмото и заедничкиот писмен став со кој што настапуваат овие сумми на пратеници, кои што вечера им се придружија на 72-цата, 4 се условите под кои што велат дека вечерва ја дале својата поддршка, а ја условуваат својата натамошна поддршка. Првото е прифаќање на амандман на Уставот со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет. Ајде да ги прочитам прво, па ќе ги коментираме. Второ, прифаќање на одредба на Уставот со која ќе се гарантира дека доколку Република Грција не го ратификува договорот и повторно ги попречува евроатлантските интеграции на Република Македонија, ќе има безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани кои произлегуваат од имплементацијата на договорот од Преспа. Третиот услов, постепена промена на името за внатрешна употреба, следејќи го процесот што води кон полноправно членство на Република Македонија во Европската Унија. И четврто, прифаќање на иницијативата на председателот на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, искажана на 61-та седница на Собранието на Република Македонија на 15 октомври, за простување во врска со настаните на 27 април во Собранието и сеопфатно национално помирување со формирање на собраниско тело составено од шефовите на пратеничките групи, тројца пратеници и председателот на Собранието на Република Македонија, кои ќе изготват и предложат до Собранието план за национално помирување во рок од 30 дена. Ајде да ги коментираме. Овие првите 3 не се спорни и во таа смисла се во насока на
тие одговараат на Република Македонија. Сега овде веројатно очекуваат дополнителен амандман со кој што ќе се гарантира македонскиот идентитет, иако искрено тој е гарантиран практично. Па не знам како би изгледал и со промените на уставот кои што ќе се случат. Да видиме што ќе значи тоа. Не знам како ти изгледа тој амандман, Жими Мајка го гарантираме. Не е важно. Второто бидејќи еве да бидеме попрецизни. Во преамбулата на Уставот на Република Македонија, да, ќе се допрецизираат и ќе има референции на конкретни документи од АСНОМ, но референциите кон посебните етникуми, односно народи, делови од народи, кои што се конститутивни народи на оваа држава, нема да се чепкаат. Па во таа смисла ќе пишува дека граѓаните на Република Северна Македонија, запирка, македонскиот народ, делот од албанскиот народ што живее на територијата на државата и така натаму, така што македонскиот народ е конститутивен создавач на републиката. Знаете во која смисла го разбирам јас? Ја разбирам јас таа интервенција. Како некаква специфична таксативна одредба во Уставот која ќе оневозможи при имплементацијата на договорот од Преспа на некој начин да се загрози идентитетот. Мислам дека тоа може би прашање на доверба во крајна линија. Овие претеници од ВМРО-ДПМНЕ можеби немаат доверба во преговарачкиот тим дека идентитетот е толку заштитен, па бараат некакво дополнително уверување. Не гледам ништо спорно во тоа. Втората точка која ја прочитав колку што се сеќавам е условување дека амандманите кои се предлагаат во Уставот се условени од прифаќањето на Преспанскиот договор од страна на Грција и дека ако Грција во било кој начин, на било кој начин и во било кое време се повлече од таквата ратификација, не важат ни овие амандмани. И тоа е нешто што и одговара на Република Македонија во моментот. И третото е постепено менување на името за севкупна употреба како што ќе оди членството во ЕУ, и тоа исто така и одговара. Тоа е дел од договорот. Практично, ако се сеќавате во договорот, пишува за 2 транзицијски периоди, технички и политички, и тие се врзани за отварањето на поглавијата во текот на преговорите со Европската Унија, а целосната имплементација на обврските во рамките на тие поглавија за примена на името во внатрешната употреба е по 5 години. Така што практично ова е тоа. Е сега четвртата точка е некаква дилузија на ова што го зборувавме помирување амнестија, и тоа се преферла низ некаква собраниска група да се дефинира што значи помирувањето, на кој начин ќе се одвива, но добро е што е откочен процесот и тој понатака може да го следиме низ, предпоставувам, собраниска. Господин Салмани, ќе одиме кратко на реклами, па ќе го слушнам вашиот коментар. Бидете на Алсат, во текст сме, во живо со она што се случува во собранието. Ако има реакции, најавена е пресконференција на Заев, доколку се случи и сме во можност, ќе се вклучиме во живо, но кратка пауза, реклами и наскоро се враќаме повторно. Поради оваа динамика на настаните вечерва во парламентот, реакциите кои што ги очекуваме, реков во секој момент се очекува на пресконференција во собранието да се појави премиерот Зоран Заев, а и ние да се вклучиме директно во таа пресконференција. Ќе се договориме со колегите од информативната редакција, бидејќи во 23 часот треба да има вести, но ќе видиме дали ќе има вести или сепак, бидејќи веста на вечерта ја проследивме во рамките на оваа емисија, ќе продолжиме овде со живи јавувања од собранието и анализа во студиото, но за тоа дополнително ќе ве информирам. Застанавме кај господин Салмани и негов коментар за 4 услови кои што ги видовме како услови од овие суммина пратеници од опозицијата кои што вечерва беа клучни за да се стигне до 80. Првото условување, второто и третото условување е според мене доста бенигно. Значи, ако подобро се анализират и договорот внатре, и уставните промени што се понудени од страна на владата, на ваков или таков начин и го гарантират идентитетот на македонскиот народ и предвидуваат постепено
инкорпорирање, односно усогласување на законодавството со уставните промени, согласно динамиката на пристапните преговори и поглавијата кои што ќе се отварат за полноправно членство во Европската Унија. И се разбира, ако Република Грција не го прифати договорот, многу е разбирливо дека едната страна, ако не го спроведе, нема да го спроведе и Република Македонија. Односно, ние да не го спроведеме договорот, Република Грција нема да го спроведе и обратно, така што првите 3 условувања се бенигни. Значи не е нешто што околу нив не може да се допрецизира на ваков или таков начин. Четвртото прашање, односно четвртото барање е во духот на изјавата на премиерот за помирување. Меѓутоа, имаше дилема и после 5 минути, првите 5 минути од изјаснувањето, односно декларативното соопштување на помирувањето, некој го препозна тоа како можна амнестија за 27 април, некој тоа така не го прифати, туку помирување во смисла на сите грчеви кои што сме ги имале и несогласување во минатото, за да гледаме само напред. И мислам дека тука добро е што и разумно е барањето, исто тука, дека треба да се формира комисија која што ќе биде во мешовит состав. Конечно, ВМРО-ДПМН, односно со самиот факт дека 8 пратеници кои што ги поддржаа уставните амандмани се членови на ВМРО-ДПМН, го признават и господинот Талат Џафери за председател на собранието, зашто него го повика да биде председател на ова комисија. И мислам дека е добро да се отвори прашањето за помирување внатре. Нас ни треба долго време. Веќе сме во некој грч помеѓу патриотите и предавниците, помеѓу тие што гледат према Русија и тие што гледат према Запад. Нас ни треба помирување не само етничко и верско, нас ни треба помирување и внатре концептуално како граѓани, така што ќе произлезе и во која форма евентуално тоа помирување, собранието ќе најде формат да го спакува, тоа веќе работа на дебата, која што сигурно мора да биде и во согласност со законите и уставот на Република Македонија. Во суштина е нешто што е позитивно и кој што може да генерира поголема поддршка при следните гласања, дури од страна на други пратеници кои што вечерва можеби нема доволно храброст, плюс да бидат бројката од 8 пратеници кои што се додадат. Да, една од тезите пред да сведочиме оно што вечерва сведочиме, а тоа е дека се собра 80 гласа за да се отвори оваа процедура, беше дека ова е само почеток на еден долг процес кој што ќе трае од овој момент уште 3 месеци најверојатно, и дека ова мнозинство сега треба да се сочува. И дека не е гаранција ако вечерва имало 80 пратеници, дека и во третата фаза ќе има, но вие сега излегувате со контратеза, дека откако овие 8 мина го скршија мразот, дека сега може на оваа бројка да се придодаваат и други. Сум бил пратеник, сум бил член на влада, знам тешките одлуки, тешко се гласат во парламентот. Поготово кога треба како овие 8 мина што се одвоја некако од тајфата. Сепак, од другата страна има поголем број на пратеници од ВМРО-ДПМН или од коалицијата нивна, кои што не ги поддржа, и видовме дека сите тие застана на страна од собранието во левиот тамо ходник и ги гледат тие што седат. Претпоставам дека можеби ги навредува или ги провоцира и така натаму. Меѓутоа, најлошото за тие пратеници кои што смогна сили помина вечерва. Сега артикулациите нивни, добро што ги имат убаво осмислено, држи вода секоја точка, од прва до последна. Јас очекувам дека кон ова група и кон ова иницијатива ќе се потпишат и други пратеници кои што ќе сакат помирување, затоа што би било несфатливо пратениците од ВМРО-ДПМН, барем најголемиот дел, да не сакат национално помирување, односно внатре тука во Република Македонија помирување со своите, да кажеме, граѓани или сограѓани од иста националност или од различна националност. На крајот ни треба доста време, ние се делевме по сите основи. Не беше далеку ни 2001 година, не беше далеку ни 27, не беше ни далеку ни Црниот петок,
од гласањето на буџетот на Република Македонија, така што делбите за времето на ВМРО ДПМН беа длабоки. Сега ова е добро што токму ВМРО ДПМН, односно дел од пратениците на ВМРО ДПМН повикуваат и иницират комисија внатре во парламентот за национално помирување. 23.10 е новиот термин за обраќањето на премиерот Заев. Велам ке се обидеме директно да го пренесеме во емисијата. Во меѓувреме почнаа да стигаат и први честитки од надвор, од ова што ми го праќаат колегите. Една од првите е од Беџет Пацоли, министерот за надворешни работи на Косово, кој што вели дека е добре дојдена историската одлука на парламентот на Македонија да ја отпочне ова процедура. Им аплаудира на пратениците за нивниот кураж или храброст за сето ова да го направат. Арсовски, истото прашање како претходното за Селмани. Верувате дека оваа бројка сега може да се зголемува или сепак постои ризик до третата фаза ова мнозинство да се ситни? Па јас се согласувам дека најтешкото за овие пратеници е поминато. Тие го имаат, условно речено, имаат преминато оградата. И мислам дека за нив ќе биде многу потешко да се вратат во своето јато, одошто да останат на оваа линија која сега ја имаат. Мислам дека, освен тоа што тие бараат како некаква платформа, треба да се искоментира малку за нивната принципијалност. Знаете како, тешко е во овој момент да се одвоите, особено од партија како што е ВМРО ДПМН, и да постапите... Кој што никош не гласала поделено. Така е. Изминатите години, многу години. Тешко е и тешко е да се направи некаков чекор напред, за кој целата меѓународна заедница и останатиот дел од општеството ви велат дека е единствениот пат за Македонија напред. Така што прво треба да им се признае таа храброст. Тие може да бидат политички противници со СДСМ во иднина, меѓутоа во овој момент мислам дека треба да се признае дека го прават условно речено вистински очекори, дека тоа не е лесно, особено од таа партија. Се слуша, да. Втората работа е што се однесува до платформата. Знаете како? Така треба да изгледа еден политички компромис помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ на ова ниво. Добро, сега следно прашање на оваа тема. Се слуша шпекулации за тоа дека освен што предпоставувавме, насетувавме дека една ваква политичка обланда ќе му се даде на овој потек, дека оваа група може да добие политички лидер во името на некои од поекспонираните сегашни или претходни функционери од ВМРО ДПМН како предвесник, најава за некакви внатрешни случувања во ВМРО ДПМН. Можеме ли да предпоставуваме сега во која насока сето ова ќе се случува? До овој момент немаме таква идентификација на ниеден од, да речеме, подпредседателот Јанчев, очигледно дека имаше различни ставови од ставовите на Мицкоски. Може би не вакви како оваа група од 8 пратеници, но факт е дека беа различни. Тоа е во насока на третата поента, дека предвидувањата кои ги имавме на почеток е дека оската ЕУ, НАТО и договорот со Грција за или против ќе биде новата оска на политичката мапа на Македонија. И дека е таа толку силна варијабла во политичкиот дискурс, дека новите идеолошки позиции во Македонија ќе се дефинираат врз основ на таа оска. И таа оска во моментот се паѓа на пола во ВМРО ДПМН. И воопшто не е чудно, ниту пак би бил изненаден, доколку оние кои се за ЕУ и НАТО, а се по проминенција десни или демохристијани, како што предпоставуваме оваа група на ВМРО ДПМН, најдат некаква посериозна политичка артикулација. Дали со свој лидер, дали со своја програма, дали со официјална фракција и така натаму. Традиционално во ВМРО ДПМН тие фракции лошо поминувале и затоа е толку тешко да се отвориш. Но во насока на ова, кога целата меѓународна заедница дава поддршка и остатокот од општеството, мислам дека ќе биде полесно и на крај тоа е невозможно да се избегне. ВМРО ДПМН мора да има некаков однос по ова прашање, ако сака иднина во политичкиот живот. Така што мислам дека
е точна проценката дека треба да се очекува некаква посериозна политичка артикулација на оваа група, која исто така очекувам да се зголеми. Да. Само момент, господин Салмани. Веста на вечерта, почитувани гледачи, е дека Собранието со 80 гласа ја донесе одлуката за пристапување кон измена на Уставот. 8 пратеници од ВМРО, од ДПМН и од опозицијската коалиција им се придружија на 72 гласа од владеачкото мнозинство плюс гласовите од албанската опозиција за да ја поддржат оваа одлука. Меѓу 8 од ВМРО, ДПМН и коалицијата што гласаа за се Владанка Авировиќ, Емилија Александрова, Љубен Арнаудов, Сашо Василевски, Крсто Мукоски, Нола Исмаиловска, Елизабета Канчевска-Милевска и Зечир Рамчиловиќ. Сега кратко ќе одиме до Александар Димитриевски, кој што ми се чини дека во моментот е пред собранието. Се случува нешто специфично, Александар, пред собранието? Па, она што можевме да го забележиме пред собранието е што дел од пратениците на ВМРО ДПМН кои што гласаа против, веќе си замина или си заминуваат во овој момент од зградата на собранието. Атмосферата, како што и во претходните јавувања подлече колегата Миршевски, е дека има засилено присуство на полицијата околу целиот објект на собранието, но од друга страна нема никакво собирање или групирање на граѓани, било за да прослават, било за да го искажат својот револт од донесената одлука. Единствените кои што се собрани тука се она група од 30-40 граѓани кои што кампуваат постојано. Тоа е оној камп Бойкотирам кој низ изминативе недели постојано беше стациониран тука. Како што реков, сепак најголем број на луѓе кои што се присутни тука, тоа се припадниците на МВР. Она што беше исто забележително е дека ниту еден од пратениците од ВМРО ДПМН кои што гласа за, барем не можев да ги забележам во неколкуте групи на пратеници на ВМРО кои што гласа против и беа собрани на различни места околу излезите на собранието. Не може да се забележи дека некој од оние што гласа за се во било каков контакт со некој од нивните колеги. Александар, проводна е улицата булеварот пред собранието? Сосема е проводна, како што реков, нема никаков застој ниту во сообраќајот, ниту пак собирање на граѓани. Оние граѓани кои што протестираа изминатите неколку недели во Жена паркот, повторно се таму во нивните импровизирани шатори. Значи, една нормална вечер, слободно да кажам, ако ги исклучиме големиот број на полициски службеници околу зградата, кои што се распоредени овде. Добро, вие останувате таму да информирате ако евентуално нешто ново се случи. Во меѓувреме, портпаролот на грчката влада Дзанакопулос честиташе на она што се случи во македонското собрание. Вели ова е прв голем чекор кон влегување во сила на историскиот договорот Преспа. Продолжуваме со гордост да чекориме кон мирот, пријателството и соработката на Балканот. Ова е Дзанакопулос, портпаролот на грчката влада. Ви имате збор. Зборувавме околу... Да, или сакате нешто да коментирате? Не, само сакам да коментирам околу гледката пред парламентот. Тоа е уште еден доказ дека и тие луѓе кои што јавно можеби сите овие денови беа против договорот, против уставните промени, интимно и на нив им е олеснато вечерва. Затоа што знаат и убедени се дека само преку уставните промени и имплементација на договорот од Преспа, Македонија ќе биде сигурна, безбедна, развиена држава, членка во НАТО и Европската унија, и земја која што ќе им гарантира иднина и перспектива на младите. Кој е тој родител, без разлика дали е 30 годишен или 70 годишен, кој што не сака на своите внуци и своите деца да им гарантира сигурна иднина? И ако цел свет, од Америка до Европа, не вика ова е патот, преку овој пат треба да изодите за да стигнете до вистинското место.
Мислам дека секој родител, секој семејство тоа го посакува и фактот дека нема некој ниту што протестира, ниту што демонстрира, еден доказ, плюс дека интимно и молеснија, и олесне и на најголемиот дел од ВМРО ДПМН поддржувачите. Во таа насока охрабрувањата, еве како што сега ја читаше охрабрувањето и поддршката од страна на Пацоли, од страна на гласноговорникот на владата на Грција, ќе дојдат многу од големите шефови на европските држави и мислам дека Република Македонија е на добар пат да си го исполни она што го почна пред година дена. Во таа насока ќе бидат запаметени тие пратеници и ќе бидат запишани како вистински големи патриоти, овие вечерва се разбира кои што гласа зелено за уставните промени и тие сите што ќе гласат наредните 2 пати, а очекувам пак уште еднаш таа бројка да биде уште поголема. 23 часот и 6 минути е, во 23:10 е најавен Заев, одиме на кратка пауза и верувам дека во следното вклучување ќе имаме шанса да го слушнеме и него, бидете налсат. За оние што сега се вклучуваат, уште еднаш да повториме, во собранието пред околу половина час, 40 минути, со 80 гласа за, беше донесена одлука за пристапување кон измена на Уставот. 8 пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијата им се придружија на 72-та за кои што претходно беше известно дека ќе ги поддржат уставните промени. Оваа група од 8 излезе со неколку барања кои што се на линија на тоа да се усвои посебен амандман за потврда на македонскиот идентитет, понатаму имплементацијата или примената на името за внатрешна употреба да оди паралелно со и текот на процесот на пристапување кон Европската Унија. Најинтересна е една точка поврзана со повикот за помирување на премиерот Заев од пред неколку дена. Се предлага формирање на посебно собраниско тело од мешовит состав кое што ќе треба да предложи мерки за тоа како да се операционализира оваа идеја на премиерот, додека го очекуваме обраќањето на Зоран Заев во парламентот, кое што директно ќе го пренесуваме во 360 степени вечерва. Арсовски, сакам да ве прашам, иако може да изгледа несоодветно ова прашање, дали опцијата за брзи предвремени избори е адакта сега? Не, зашто би била? Точно е дека голем Рубикон е преиден со овие 8 пратеника кои одлучија да ги поддржат уставните промени, договорот со Грција и членството на Македонија во ЕУ и НАТО. Предпоставка е дека е поверојатно дека таа група ќе се зголемува, бидејќи е очигледно дека во ВМРО ДПМН има луѓе и тоа на високи позиции како пратеници кои сметаат дека на Македонија е местото во ЕУ и НАТО. Но не е теоретски невозможно таа група да се раситни. Гледаме дека има голем притисок кон нив, гледаме дека слушаме најави за закани и така натаму и така. Доколку тоа се случи, иако се следи логиката на Заев, веднаш после тоа би следеле предвремени парламентарни избори. Интересното е што, имајќи го предвид деловникот, изборите сега во меѓувреме не би ја прекинале оваа процедура. Туку таа би продолжила од таму каде што е застаната. Тоа е прво. И второ, сега на ВМРО ДПМН му е многу покомплицирано да оди на такви избори, бидејќи е очигледно дека во нивната партија има луѓе кои во поделбата за ЕУ и НАТО и против би застанале за ЕУ и НАТО и тоа ќе им намали конзистентноста на евентуални избори. Мислите дека овие пратеници сега ќе бидат исклучени од партијата? Ако се следи модус операнди на ВМРО ДПМН, да. Јас не очекувам дека ВМРО ДПМН ќе им прости, освен евентуално ако е тоа некаква игра да ги врати назад во тоа јато. Инаку досега ВМРО ДПМН била исклучително нетолерантна кон различните мислења во сопствената партија.
Само имам обврска, еднаш споменав 23:15 во овој термин се вестите на македонски јазик на Алсат, меѓутоа вечерва ќе ги нема. Се надам дека не сте покусо сепак за веста на денот, за веста на вечерта, а тоа е дека во парламентот со 80 гласа беше донесена одлука за пристапување кон промена на Уставот. Со гостите го анализираме овој последен развој, а низ репортерските јавувања од парламентот следиме што таму се случува. Се уште го очекуваме обраќањето на Зоран Заев. Господин Селмани, вие што мислите? Избори сепак се некаква варијанта? Па видете, сега не, веројатно. За мене, значи логиката на изборите, односно неминовноста на изборите беше ако немаше 80 пратеници вечерва. Така. Фактот дека собранието обезбеди 80 пратеници за уставните промени би било премногу ризично и непотребно во моментот да се размислува и да се иде на предвремени избори. Сепак Јас ова прашање повеќе го поставувам низ призмата на тоа ако може да се насетат проблеми со двотретинско мнозинство пред третата фаза, веројатно. Ние во моментот сега никој не знае дали ќе може, дали потенцијално ќе има проблеми. Пак викам, овие барања се бенигни, не се да кажеме од калибар кој што не би смееле во парламентот да се третират. Така што додека се барања кои што може да се расправа, може да се третира, може да се најде и соодветно решение, ценам дека со евентуално добро артикулирање и добар одговор на мнозинството, на 72 пратеници кон овие 4 прашања и кон овие 4 барања, бројката од 80 пратеници би може да се зголеми. Инаку, спротивно би било со обезбедени 80 пратеници сега, да се иде на предвремени избори, преголем ризик затоа што утре ако пак, да кажеме, владечките партии не обезбедат 80 пратеници. Значи, влегуваме во друг ќорсокак, кој што одново и одново би можеле да ни комплицира целата работа. Ценам дека не треба сега никој од политичарите да се занимава со операцијата брзи избори, туку треба да се фокусират сега на ова решение. Исто се разбира со поддршка и охрабрување од нашите стратешки пријатели, затоа што ние сме заинтересирани да влеземе во НАТО и ЕУ заради побезбеден и подобар живот. Демокрација, право и така натаму. Меѓутоа, и нашите европски партнери, значи Соединените американски држави, имат своји интереси да ја приклучат Македонија кон јатото. Глобалната, да кажеме, битка околу позициите помеѓу Русија и Соединените држави и европските сојузници се бијат сега тука некаде на Балканот, последното упориште на земјите кои што на некој начин од време на време покажуваат симпатии кон Исток. Така што притисокот кон тие што се против уставните промени и приклучувањето на Република Македонија кон НАТО и ЕУ сигурно дека ќе се зголеми и очекувам дека нема да има потреба од предвремени избори. А заедно со председателските Заев почнува пресод во слушалка ми јавија. Ајде одиме во собрание. Ако е коректен тонот, можеме и со ваква слика, мислам дека да слушнеме што сака да порача Заев. Или имаме проблеми? Имаме проблеми. Добро, ајде да видиме дали ќе успееме да обезбедиме по квалитетна слика од обраќањето на Заев. Прашањето беше дали предвремени парламентарни избори се опција заедно со председателските, бидејќи на 12 мај мислам дека завршува мандатот на шефот на државата.
Македонија и НАТО. Днес собранието на Република, следејќи волјата на граѓаните, со двотретинско мнозинство ово да зачекори нисто во најголемите сојузи на светот. Македонија ќе биде. Тоа е, имаме проблем и веројатно премногу Вици за подобар живот во подобар земја ќе бидат исполнети. Ќе пристапиме кон двете најмногу членка како независна горда земја. Со оваа историска одлука, нашето пристапување во НАТО, кое веќе во тек, ќе продолжи со големен интензитет и со јасен исход. И процесот на членство во Европската унија ќе започне веќе следната година. Го имаме овој историски момент. Сакаме искрено и најдиректно да му се заблагодарам на секој пратеник за оваа историска одлука. На оние храбри пратеници на партиските интереси и гласа за и покрај непотребниот политички притисок од страна на нивното партиско раководство. Нив, како и на сите пратеници од мнозинството, сите ќе бидеме момент, луѓето во Македонија се горди што имаат вакво собрание. Секој граѓанин на нашата земја е горд на покажаната одговорност и храброст. Чувството на гордост на секој наш граѓанин за подготвеност да се прифати овој исчекор за доброто и иднината на нашата земја и за нашиот народ. Со вакви одлуки луѓето стануваат херои. Денес заедно напишавме историја и вие сте многу повеќе отколку само дел од неа. Вие денес, почитувани граѓани, самите станавте херои во историјата што ќе ја раскажуваат идните поколенија. Бидете сигурни, луѓето во Македонија нема да заборават што направивте за иднината на земјата. И бидете сигурни дека, како премиер, јас останувам на зборот, дека ќе ја гарантирам вашата сигурност и сигурноста на вашите семејства, почитувани пратеници. Денес ја надминавме големата пречка, што е пред нас и меѓу нас. И ја изградивме држава коалиција со граѓани за јасна и стабилна иднина на сите граѓани. Да ја одржуваме силно оваа коалиција со граѓаните, бидејќи нашето патување кон поубава иднина, кон нашето членство во Европската унија и НАТО, што туку за. Ајде сега да направиме долгиот пат да биде покус. Ни предстои работа низ парламентарниот процес за спроведување на договорот од Преспа. Заедно ќе согласиме амандманите на Уставот. Заедно ќе работиме на помирувањето, простувањето и на националното обединување, бидејќи и тоа бара посветеност и одговорност. Паралелно со тој процес останува да се фокусираме на спроведувањето реформи, европските стандарди, правото и правната нема да има отстапки. Почитувани граѓани, денес им дадовме нов, свеж старт на промените. Затоа мора да го продолжиме она што го започнавме денес во коалиција со граѓаните, коалиција на одговорност на нашата земја. Уверен сум дека заедно ќе одведеме Македонија во светла иднина. Имам порака и за почитуваните пратеници кои отфрлија одговорноста денеска. Јас се уште не ја изгубив надежта дека и тие ќе се преиспитаат и ќе се приклучат кон одлучното граѓана. Македонија да живи граѓаните на Македонија. Повелете прашање да намерите. Дали ги убедувате со 2 милиона останоста нема? Дигнитетот на пратениците е пред се и над се. Ги повикувам сите
органи на истражување или било кој да провери дали има било какви инсинуации. Но истовремено кажува, ќе гонам на суд до крај за ова валкано инсинуирање, манипулации и оптужби. Затоа што генерален секретар на една од најголемите партии во Македонија испрети такво обвинување. Не заради мене, заради дигнитетот на пратениците. Водевме транспарентен процес до крај. Зборувавме јавно за се. Разговаравме со пратениците. И гледавте, не брзавме. Полек да има пријатна атмосфера. Само тоа беше важно. Јас сум убеден дека поголема бројката од 25 пратеници од опозицијата. И убеден сум дека ќе се приклучат. Зошто? Заради Македонија. Заради днината. Заради тоа што 80% стојат позади НАТО и Европската унија. Заради тоа што и ВМРО ДПМН и нивните коалициони партнери се за Европската унија и НАТО. Заради тоа што играчки нема со еднината на државата. Јас сум убеден дека следниот чекор ќе го правиме веќе заедно. Во најмала рака, во многу поголем број од денешниот. Поведете. Како успеавте да ги убедите по-поведениците обвинети за 27 април и Елизавета Ганчевска Милевска со сериозни обвинувања? Некако ќе ми објасните ли како успеавте? За мене сите пратеници се исти. Никој не е виновен додека не се докаже вина. Разговарав со сите, веројатно, и ќе бидам чесен, пораката на помирување, пораката на простување, охрабри. Јас верувам дека ќе се изнајдат начини на вистина да направиме национално обединување, затоа што премногу ни е поделено општеството. Европската унија и НАТО се веројатно единствена можност која што не обединува сите и политички, и етнички, и религијски. И сега е моментот да се обединиме. Верувам дека тоа охрабрување, сите тие луѓе, водени веројатно и од делот да направат и покаяние за тоа што се осомничени и овинети. Сите заедно направивме сериозен исчекор. Јас верувам дека ова е вредно. Вредно е заради децата, заради идните генерации, заради нашата Македонија. Само попрецизно може помирување и простување цела недела да слушавме тие мислам фрази. И ќе продолжи прогонот кривичен. Не, само што значи помирување и простување? Тоа значи нисобраниски тела, формирани работни групи, на кои што ќе седнеме и ќе најдеме начин за сеопшто национално помирување и простување. Целта. Тоа значи нисобраниските тела. Ќе продолжи кривичниот прогон против тие луѓе? Ако некад Зоран Заев, извршната власт или било кој од власт во држава прави некаде прогон, со умисла, со намера, сакам веднаш тоа да го соопштите. Секаде и секој да го знае. Уште еднаш потенцирам. Никој не е виновен ако не му се докаже вината со правосудна пресуда. Исто така, секој во државата, почнувајќи од мене, заради тоа што сум прво извршната власт, секој во државата треба да си носи одговорност за тоа што е обвинет и за тоа што би било потврдено со правосилна судска пресуда. Риков сте од правдата правно одржава нема да има отстапки, дали тоа значи дека судењето за Херариот Чипото ќе продолжи така како што е? Судските процеси ќе продолжат, веројатно инстанците правосудни, за кои што неколку пати кажувам дека немам намера да се мешам таму внатре, тие ќе си носат своите оценки. Затоа што сето тоа што ние го работиме, сето тоа пред кое што е исправена Македонија, е секако одговорност на сите во државата. Секако најодговорен е парламентот, после тоа извршната власт, па понатаму се сите други институции во државата. Сето тоа што ќе се случува во Македонија ќе биде транспарентно, јавно, на показ на граѓаните и ќе работиме исклучиво во правец на едината на оваа наша земја, на членството во НАТО, на почеток на преговорите со Европската унија, но да, и на помирување и простување. Многу е, редно е, навистина, да изградиме единство и да се обединиме. Уште едно прашање токму во тоа помирување по условите кои што ги доставија група пратеници од ВМРО кои што го држава. Отворањето на уставот стои дека цена пакета во 30 дена собрани схватило кој што изготви план за национално помирување, како тоа да Ќе седне парламентот и ќе разговара, јас сум овде секој пат да помогнам. Јас лично простив уште од првиот момент и како политичар простов. И верувам дека ќе изнајдеме начин
да испратиме пораки на помирување и простување прво во парламентот. Затоа што народот по вертикала ни е поделен, реков, до општините, до секое семејство во државата скоро. Затоа мораме да се обединиме. Да преземеме одговорност прво ние, горе, кои што сме најодговорни во државата и кои што работиме во име и за сметка на нашите граѓани. Повелете? Рековте дека ќе гарантирате сигурноста на пратениците кои се јаснија за статус, што значи тоа дали ќе побараат нешто физичко, дали се чувствуваат загрозени со затајувањето? Нема потреба да барат. Апсолутно, институциите се постапуваат од онака како што е по закон и обезбедено е секако гаранција на нивниот глас како пратеник, на нив лично и на нивните семејства. И уште еднаш напоменувам, институциите се подготвени брзо да реагират согласно закон на секоја закана кој што ќе се случи. Македонија е исправена пред сериозна одлука и ние ќе реагираме. Дел од медиумите објавија Твитер преписка помеѓу пратениците на СДС во врска со убедувањето на пратениците на Хамбург. Господин новинар, јас само сум сведок на тоа што го зборуваат пратениците од вашето законување овде во собранието. Да, тоа е срамотно. Со пратениците имаше разговори, со сите. И ќе ги видите колку се на голем број. И ќе видите во процесот кој што доаѓа. Разговараме како колеги, како луѓе, едни со други. Да, разговарав јас и со пратеници кои што се обвинети за намерата овде во оваа сала да го одземат мојот живот и новие пратеници. Разговарав, подадовме рака. И така разговараме, и така ќе продолжиме да разговараме. Затоа што редот да се помириме во државата. И јас апелирам до секој да се носи со својата одговорност. Не може само политичарите да бидат одговорни. Сите во државата пред закон исто носиме одговорност. Повелете. Дали има друго прашање? Имаш. Огромен број. Не би сакал. Тоа е нивно право. Пратеници се. Јас апелирав и се надевам дека веќе во следните фази ќе се приклучи. Пресериозен е процес. Пресериозен е процесот и секако мора и единствено само така може по слободна волја на секој пратеник. Само затоа така е возможно да биде одржливо. Ова денеска беше само одлука за потребата за отварање на уставни промени. Доправа нацрт, амандманите доаѓаат. Ќе има дискусија, ќе се гласа за нацрт амандмани, ќе има јавна расправа, ќе се гласа исто со двотретинско мнозинство за амандманите. Ова треба да биде одржлив процес и навистина единствено е возможен, како што реков, во благопријатна атмосфера, со дигнитетот и достоинството на секој пратеник и на неговата лична одлука внатре. Јас сум денеска среќен заради тоа што изнедривме двотретинско мнозинство за првата одлука, која што сум уведен дека ќе биде охрабрување за следните чекори. Извинете, колку амандмани очекувате? Јас знам дека 4 амандмани по договорот има. Знам и за иницијативата на одредени пратеници за да го зајакнат идентитетот и јазикот, и тоа е во духот на договорот. Знам и за иницијативите други за кои што разговараа. Апсолутно сум целосно подготвен, како што реков, пред пратениците во парламентот, да ние од владата дојдеме овде во парламентот, заедно со пратениците. Дај Боже со сите 120 да работиме на сите амандмани кои што се неопходни, кои што ќе не поврзат и ќе застанеме заедно. А има шанси да го завршиме овој процес и со 120 гласа за. Кога очекувате владата да ги изготви амандманите да бидат испратени на собранието? Ние добивме рок од 15 дена, денеска од собранието, прво од комисијата, денеска од собранието, буквално нема да штедиме денови. Зошто? Заради тоа што знаеме, колку порано завршиме, толку побрзо и грчкиот парламент ќе ја донесе одлуката, а и ние со тоа ќе станеме побрзо членка на НАТО, односно ќе го подпишеме протоколот кој што треба да помине на ратификација по земјите членки. Чувме доволно и дека е јасно во која насока одат ставовите на Заев. Ќе ве замолам уште малку да останете во студиото со завршните коментари, претходно уште една кратка пауза. Бидете на осет.
По 80 гласа за да отпочне процедурата за уставни промени кои произлегуваат од договорот од Преспа, почнаа да стигнуваат поздрави и честитки од представници на меѓународната заедница. Предмалку реагираше генералниот секретар на НАТО Столтенберг, комесарот за проширување Јоханес Хан. Интересен твит објави Доналд Туск, председателот на Европскиот совет, и тоа на македонски, на кирилица. Еден глас, еден голем чекор поблиску до заземање на местото кое ви припаѓа во нашата трансатлантска заедница, напиша Туск на Твитер, велам на кирилица. Честитки стигнаа и од премиерот на Албанија, Еди Рама, и од грчкиот премиер Ципрас, вели: ти честитам мој пријателе Зоран Заев, вечерашново гласање е голем чекор кон заеднички успех. Многу важен чекор до мирна и просперитетна иднина на нашите луѓе, напиша во првата реакција грчкиот премиер Ципрас. Одиме со завршни коментари. Арсовски, како очекувате дека сега на некаков краток и среден рок ќе се постават фигурите на сцената по ова вечера? Мислам дека е ова само најава за охрабрувањето кое следи за пратениците на ВМРО-ДПМН да се приклучат кон оваа иницијатива. Ќе видиме каков резултат тоа ќе вроди веќе на наредното гласање, на кој би било убаво оваа бројка да се зголеми, иако не е неопходна. Доволно е просто мнозинство. Но во секој случај главната вест која слушнавме од обраќањето на Заев е дека имало многу повеќе пратеници кои сакале да се приклучат, од кои некои не гласале. Од неговото обраќање тоа е веста која треба да се извлече, така што секако дека треба да се очекува дека има некаков резервоар на гласови дополнителен во собранието од редот на пратениците на ВМРО-ДПМН, од кои владачката гарнитура може да црпи уште гласови. Самани. Голем ден за Македонија, голем чекор према НАТО и Европската Унија. Обраќањето на премиерот, ние, како да знаевме, тоа што го коментиравме претhodно, наговестува дека поддршката секако ќе расте кон ова мнозинство од 2/3 во парламентот. Помирувањето секако дека ќе биде можеби главната тема од утре натаму, и охрабрувањето од сите центри на моќта и сите наши вистински пријатели од Запад. Да не забораваме дека ќе има и деструктивни сили кои што и од внатре и од надвор ќе сакат овој голем чекор да го минимализират или на некој начин да го подкопуваат. Затоа треба паметно, не треба многу да се екзалтираме со тоа што се отвори промената на уставот, туку паметно треба да се следат сите чекори за да се стигне до финалето. А финалето се разбира дека финалното гласање, кој што треба да биде не со 80, туку со далеку повеќе пратеници кои што ќе дадат поддршка за уставните промени, затоа што овие уставни промени не се обични уставни промени кои што сме ги правиле во минатото, туку се и со двете нози влегување во НАТО и во Европската Унија. Помалку не послужи среќата вечера во овој наш термин да можеме се од она што беше неизвестно во текот на целиот ден да го видиме во низ епилог, низ гласање во собранието. Ви благодарам многу што прифативте да бидете дел од ова издание во живо на 360 степени. Бевме сведоци, да се надеваме на историска одлука. До крајот на емисијата ќе видите и саботажата. Вечерва уште еднаш немаше вести на Алсат, но веста на денот ја видовме во рамките на оваа емисија. Јас овде ќе се одјавам. Ви благодарам што бевте со нас. Одгледајте и саботажата, а ние повторно ќе се видиме в понеделник од 22. Пријатно. Наместо Свети Климентовата, советниците на Охридскиот градоначалник изгледа редовно ја посетувале Ресавската школа. Оти нема друго објаснување за непостоењето креативност и желба на хартија да се чкртне собствен збор 2 за делото на заштитникот на градот и творецот на првиот словенски универзитет. Македонија е југ пред 11 веки.
не била некоја европска провинција, туку значаен образовен, културен и духовен центар во кој се ширела писменоста и цивилизацијските вредности. А заедно со својот духовен брат, Свети Наум Охридски, овие два ревностни следбеници на учителите Свети Кирил и Методи ќе ја создадат Охридската книжевна школа, тој е најстар словенски универзитет, издигнувајќи го на таков начин Охрид во духовна и културна престолнина на овој дел на Европа. Пример за недугавоста на советниците за односи со јавноста има и надвор од групата препишувачи. Такви се оние кои се скарале со школите, па не стасале ниту да научат. Тие кутрите се обидуваат да кажат нешто што веројатно за нив значи нешто, ама за оние што ги слушаат не значи, ама баш ништо. Може да повториш дека патот е за пато во амнестирање не прифаќа овие закони. Туку Македонија е еден патот во кон НАТО и ЕУ и не може да го девалвира на овој патот. Пато масовно е на цело село. Некому му е сон патот кон ЕУ и НАТО. Некому пак, како се будал така утрото, морале да му се остварат соништата. Иако еден од нив чинел околу 7 милиони евра. Сепак, никој не смел да му ги отвори очите и да му каже дека поради тие ноќни илузии, нештата реално ќе бидат затворени. Дали може да се влезе овде? Не може никаде. Зошто? Затворено е? Да. Јас сум многу среќен што тоа што долги години го сонував, сега го гледам дека постои. Преку едноставна пресметка може да се заклучи дека државата и граѓаните ќе си ги повратат вложените средства после 150 години. Вистинска среќа е што представниците на власта најавуваат дека сите овие негативности ќе бидат совладани од вистински економски земјотрес кој го најавуваат. Тој ќе предизвика тектонски промени проследени со огромен джиновски бран, кој за секогаш ќе ја промени сликата за Македонија. Еве сега ви кажувам исто. Че видите каков економски раст имаме и какво цунами економски ќе се направи во наредниот период. На Македонија не и треба катастрофално цунами, оти такви си има изнагледано. Туку зефир кој ќе донесе пролет и пријатно време. Ама за тоа сепак треба некој нешто да сработи, особено оние кои во гладни времиња се сити, а во време на голема суша убаво натопени. Господа пратеници, ве замолувам, најадени сте, напиени сте, да седите у сала поради кворумот. И на крајот, поради недостигот на кворум, подадената рака за помирување изгледа дека беше прифатена, ама откако мора да се наместат сите планети. Не знам што се случува, не сме ние присутни. Ние сме отстранети и казнети со 1000 евра. Не знам, веројатно ќе увезат од Марс или од некој... Интерпланетарните биланси ќе бидат нарушени, ама не оти проблем ќе биде увозот на адвокати, туку дека во земјината орбита, каде завладеа мир, тие повеќе ќе нема кого да бранат.